Имаме двајца гости во студиото, а тоа се Никола Боглев, секретар за меѓународна соработка, и Глигор Христов, генерален секретар на Федерацијата за училишен спорт и член на бордот на директори на Европската федерација за училишен спорт. Морав да го прочитам ова. Добро утро и добро дојдовте во Македонија наутро. Темата за која ќе зборуваме ова утро е првото европско првенство за средношколци во кошарка, кое се одржува на територијата на Македонија. Дали е ова привилегија за нашата земја да го отвори надпреварувањето во кошарка на ова ниво, токму тука да се случува и да биде организирано? Добро утро на сите гледачи на Македонската телевизија. Пред се да се заблагодарам на поканата, што имаме честа и привилегијата да бидеме домакини на првото европско првенство во кошарка за средни училишта во машка и во женска категорија. Имено Федерацијата на училишен спорт има богата меѓународна активност, така да во задниве неколку години тоа беше препознаено и од Светска интернационална федерација на училишен спорт и од Европска федерација, каде што едноставно ни овозможи да бидеме домакини на ова европско првенство. Колку учесници ќе има, колку екипи, од каде се доаѓаат? Значи имаме 11 екипи во машка и во женска категорија од повеќе земји на Европа. Така да првенството веќе стартуваше со надпреварите од вчера. Можеме и на Никола, значи како ивент менаџер, значи да му дадеме збор и он по-конкретно како еден од директно инволвираните во организацијата и во надпреварите. Имаме и фотографии од претходните надпревари кои се одржуваа на територијата на Македонија. Може да видиме дел и од тие моменти. Како ќе се одвиваат надпреварите, каде се играат надпреварите, во кој дел од денот? Добро утро на сите, ви благодарам на поканата прво. Надпреварите ќе се играат во утринските часови, во две сали, во Скопје. Иако започнаа денеска попладне во 7 часот е официјалното свечено отварање, во која ќе се поканети многу македонски легенди на кошарката. Тоа наша привилегија през се што откако влеговме во таа европска интернационална федерација, ова е трето првенство во било кој спорт. Значи прво во кошарка, меѓутоа претходно само се одржани во Босна и Херцеговина едно првенство во одбојка и Combat Games, значи Martial Arts во Белград, во Србија. Така, Глигор, пред се, моментот е социјален, моментот е општествен, моментот е едукативен. Да, спортот е во исто така во преден план, меѓутоа многу повеќе од спорт се овие настани. Така. Заложбите на европскиот спорт е учениците преку спортот, значи да се изградат во едни здрави личности, каде се вклучени повеќе компоненти, и социолошкиот и културолошкиот аспект. Така да при организацијата на овие првенства во генералната агенда задолжително има неколку моменти кои што мора да ги запази секој организатор, а тоа е Cultural Day, каде што се запознават, значи, знаменитостите на градот домакин и на државата. После тоа, значи, има задолжителен, значи, Nation Nights, каде што секоја екипа ги представува, значи се представува, има задолжително, значи има точка кој што секој тим се представува со своите културно активности или гастрономија или со, не знам, презентација на некои знаменитости. И на крајот тоа е завршено со една closing ceremony, firework party, каде што сите деца, значи, се дружат, значи една завршна манифестација, дружба, со цел тие да се запознаат, да другаруваат и да имаат некои трајни вредности кои што понатаму ќе ги водат во текот на нивниот живот. Па и да се запознаат, да имаат соработка, нели, понатаму на сите нивоа. Што Македонија ќе им понуди на гостите, каде се ќе бидат прошетани, што се ќе им се покаже, како ќе се одвива еден ден од, нели, надпреварувања, па подоцна одмори и дружење? Секогаш во попладнините часови имаме измислено активности, тоа е измислено. Значи имаме агенда,
За жал, не краток е периодот на првенството и не може да ги прошетаме и во другите градови. Мислам дека Скопје е доволно со знаменитости од Скопско кале, старата Скопска чаршија, плоштадот и на крај ќе го посетат Милениумскиот крст. Сакам да се надоврзам исто на Глигор дека надпреварувачкиот дел во овие надпревари е во втор план. Значи многу е важна масовноста и тоа да тие учениците се дружат. И научат што е ферплей. А се дружат ли меѓу себе од она што досега го видовте и од она што досега го имате одработено, не само со кошаркарите, воопшто со сите останати селекции, се случуваат ли пријателства, се случува ли соработка, комуникација меѓу средношколците и понатаму откако ќе завршат надпреварите? Секако на тие надпревари, значи и на европско и на светско ниво, и јас и Глигор и учениците со кои одиме сретнуваат многу луѓе со кои остануваме во контакт. И тие контакти ни помагаат во организација на други надпревари. Така, резултатот рековме дека е во втор план, да, меѓутоа еве вака изворно од најраната возраст, да речеме компетитивна, средните училишта, се тука некаде до 18 години, има ли Македонија кошаркарски потенцијал од она што го видовте досега, од она што е забележано претходно во подготовките и слично? Секако македонските екипи стартуваа со победа, меѓутоа како што кажав, не треба да форсираме и не е важно домакинот до толку да биде и шампион, али ќе видиме што ќе се случи до крајот. Да, меѓутоа на спортистите Глигор многу е тешко да им се земе во наводници или да им се каже дека резултатот е во втор план. Гризат ли нашите деца кога излегуваат и на оваа средношколска сцена? Сакаат ли да победат? Каков е менталитетот? Да, дружењето е тука, меѓутоа сакаат ли да победуваат? Да не се разбереме погрешно, ние на децава не ги информираме дека се дојдени тие тука за да се дружат. Да. Тоа е информација на тренерите, на водачите на екипи, како значи едноставно... Психолошкиот притисок да биде помал од... Така да сите надпревари се со максимална значи залагање и од страна на сите екипи и имат со доста голем и висок квалитет, зависно од екипите. Нормално не се тие избалансирани, затоа што самите екипи не се репрезентации, туку тие се тимски екипи. Селекции. Не се селекции, тоа се селекции на училиштава. Селекции на училиштата? Така, значи овде училишни екипи, значи представуваат градот и државата. Кој училиште каква среќа има, кои ученици да учат таму и се формира селекција. Така да компетитивниот дел не е изоставен, меѓутоа во организацијата не е ставен да биде на примарно место. Така. Имаме уште 5 минути да поразговараме воопшто за активностите на вашата организација. Колку време сте вака активни на високо ниво и во кои се спортови? Каква е агендата во текот на една година? Што се случува со Федерацијата на училишен спорт на Македонија? Так. Федерацијата на училишен спорт на Македонија има богата традиција и агенда. Еве може да најавам дека следнава година, значи ќе имаме еден јубилеј, 60 години од постоењето на Федерацијата на училишен спорт. Континуирано, да, од 1964 година. Со текот на времето, значи, самата организација расте, така да може да кажам дека во овие години го достигнуваме тој еден пик на највисок организационен раст и развој, затоа што ние обединуваме околу преку 300 правни субјекти во една федерација, во едно здружение. Активностиве има многу, затоа што ние сме подредени на одреден спорт, туку имаме надпревари и во повеќе, значи, индивидуални и колективни спортови. Суштински сме организирани од најосновна клетка е училиштето и тука имаме училишни спортски клубови. Во рамките на училишните спортски клубови се изведуваат континуирани тренинзи во одредени спортски дисциплини каде што пријавуваат интерес децава. Понатаму имаме меѓукласни надпревари, па доаѓаме општински надпревари, па после најдобрите од општините имаме зони, значи во зонски надпревари, па после зонските надпревари имаме регионални надпревари и на крај најдобрите имаме трите региони доаѓаат на завршница на државни првенства. Така да филтерот, значи, по вертикала е доста голем и обемен и за да бидеш
шампион на Македонија во училишен спорт во некоја дисциплина не е мала работа и низ доста голем број на надпревари поминуваат деца. Русите сакаат да кажат дека потешко е да си шампион на Русија отколку шампион на светот или на Европа, затоа што селекцијата таму е огромна, тоа е голема земја, тоа е земја во која што скоро сите деца се занимаваат со некаква физичка активност. Еве и кај нас филтерот е голем, патот е долг до успехот, да се надеваме дека со такво филтрирање ќе успеете едно дете годишно да произведеме, што ќе биде врвен спортист, па сме на добар пат, нели? Како реагираат децата кои што учествуваат на овие надпревари? Никола, вие сте дел од организацијата, директната организација на мечевите. Колкав е предизвикот да се работи со да не кажеме пубертетли, ќе кажеме тинејџери, со луѓе кај кои што вријат хормоните? Колку може тоа да се канализира и да се доведе во вистински правец, за да се добие посакуваното на крајот? Па вака, во принцип, главни на тие надпревари околу организацијата на собствените тимови се професорите, тоест наставниците. Не, до сега не сме имали искуство да се случи да некое дете, не знам, избувне или сите доаѓаат возбудени, нормално 99% од тие деца прв пат ја посетуваат нашата држава, нашата земја, така да во разговор со самите деца се премногу возбудени. А нашите од тука како реагираат? Нашите, прашањето беше повеќе за нашите деца, како тие реагираат, сакаат ли да се надпреваруваат, доаѓаат ли, се одзиваат ли на повикот да бидат дел од тие селекции? Па во принцип да, како што и Глигор кажа, нашите се најмотивирани за победа. Како што ти кажав, почнавме со 2 победи и да, возбудени се. Така. Секако, кога си домакин, секако дека сакаш да се представиш во најдобро светло. Каква е реакцијата на меѓународниот фактор? Колку е задоволено тоа што ние го правиме тука? Па, позитивни се реакциите, затоа што завчера, значи во недела, имаше пристигнување, вчера беше прв надпреварувачки ден и сето тоа што го имаме спремено како видеоматеријали и фотографии, испратено, споделено на нашите социјални мрежи, значи е прифатено со огромна задоволство и среќа, така да вечерва имаме свечено отварање во 19 часот во Кино Милениум и со присуство ќе не удостои председателот на Европска федерација, значи Желко Танасковиќ, покрај него ќе биде тука и директорот на Агенцијата за млади и спорт. Имаме изворедна соработка за овој настан и со град Скопје, значи со градоначалничка Данела Арсовска, меѓутоа таа поради меѓународна агента не е во можност да биде присутна тука, меѓутоа на доделувањето на наградите ни обеќе дека сигурно ќе присуствува. Да, незиниот син е кошаркар, така што знае колку значи ова за децата. Така да, значи сме признаени, препознаени дека тоа што го правиме добро. Имено како наговесница на ова што ние годинава го правиме, лани имавме и отворени балкански игри, каде што исто цел Балкан беше собран и тоа, значи, да кажеме, ни беше еден вид тест на кој што ни се овозможи да го организираме и Европско првенство. И за крај сакам да кажам дека цела ова богата програма што имаме, и домашна, и меѓународна, значи ќе не можеме да ја реализираме доколку ја немаме поддршката од Агенцијата за млади и спорт, зашто овде јас, значи, јавно искажувам благодарност и се надам дека довербава достојно ја одбранувам.